Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Министре, од 1 јануари во Северна Македонија започна да се имплементира законот за сајбер безбедност, кој што своевидно и прв од ваков вид во државата. Кои се клучните промени во овој сегмент што треба да ги донесе? Бидејќи станува збор за сложено законско решение кое што, како што кажавте, за прв пат се носи во Македонија, станува збор за голем број на промени кои што ги носи. Често зборував за повеќе од 10 правилници кои што само Министерството за дигитална трансформација треба да ги донесе во наредниот период, а кои што се однесуваат и на надоместокот за вработени во сајбер единиците во нашето министерство и во другите институции, начинот на обука, на сертификација на сајбер професионалци во приватниот сектор, во јавната управа, стандардите кои што треба да ги исполнат државните институции, стандардите за набавки кои што треба да бидат исполнети за набавка на опрема и на софтвер кој што е по овие стандарди од НИС-2 директивата. Исто така начинот на репортирање на сајбер инциденти, кој е одговорен, која е една точка за контакт, меѓународната соработка која што е клучна во законот за сајбер безбедност и начинот на споделување на информациите помеѓу засегнатите страни, критичните важни субјекти, затоа што овој закон за прв пат дефинира кои се критично важни субјекти во поглед на сајбер безбедноста во државата и кои области се исто така важни и наметнува некои обврски за приватниот сектор во овие области од критична важност. Кога зборуваме нели во однос на законското решение, тоа предвидува и две точки на пријавување на сајбер напади. Едното е МКД-ЦИР кој што и досега функционираше во рамки на АЕК, меѓутоа имаме и нов момент владен ЦИРТ кој што треба да функционира во рамки на вашето министерство. Може ли да зборуваме и за некакво преклопување на овие ЦИРТови или се конкретно поделени кој за која област буквално ќе функционира? Многу добро, законот ги дели надлежностите на двата одговорни ЦИРТови, ова се центри за одговор на сајбер инциденти. Националниот ЦИРТ или МКД-ЦИРТ кој до ден денес функционираше, за прв пат се озаконува со овој закон, затоа што досега функционираше во една сива зона, затоа што немаше законска основа за функционирање, и тоа е национален ЦИРТ во кој што пријавуваат инциденти, должни се да пријавуваат инциденти сите институции и приватни субјекти кои што се надвор од владината управа. А владиниот ЦИРТ е надлежен за органите на државната управа, што значи министерствата и органите во состав на министерствата, како и агенциите кои што се под влада, и на тој начин се создава одговорност и отчетност на секоја од овие институции да имаат каде да пријават, а истовремено двата ЦИРТа по формирањето на владиниот ЦИРТ во 2026 година ќе имаат една платформа за меѓусебна соработка и споделување на информациите постојано. Ова е редовна пракса затоа што и во државите од Европската унија се формираат по неколку ЦИРТови кои што имаат своја конкретна надлежност во определени функционални подрачја, па така тука треба да се очекува кај нас и да речеме ЦИРТот во армијата, можеби понатака да се појави и во високото образование кој што ќе служи за образование на нов млад кадар, и можеме да очекуваме и во безбедносните служби да имаме посебни одговорности или посебни ЦИРТови, така што ова е една редовна пракса за која што ние се одлучивме да не одиме и да не очекуваме одговорност само од една институција кога нешто ќе се случи во сајбер просторот. Законот предвидува и назначување офицери за сајбер безбедност. Тоа значи дека треба да бидат именувани и во државните институции, меѓутоа и во приватниот сектор, така? Тоа се однесува на државните институции и на приватниот сектор кој што се наоѓа во критичната инфраструктура. Да речеме, ако станува збор за определена банка или телеком оператор, или ние енергетиката ставивме во овој домен, да речеме производител на електрична енергија или оператор со мрежи, тогаш ќе имаат обврска за поставување на одговорно лице за сајбер безбедност или офицер за сајбер безбедност. Во случај ако офицерот не пријави, предвидени се казни? Да, предвидени се за прв пат одговорност, која што се најчесто се прекршочни одредби и започнуваат од одговорното лице во определениот субјект, па одат нагоре во зависност од тоа на кое ниво немаме пријавување. Со ова сакаме да го надминеме оној страф или оние ситуации кои што постоја и во минатото, кога имало безбедносни инциденти во сајбер просторот, тие не биле пријавувани, па се проширувале и зафаќале и други системи што ја чинеле државата повеќе милиони евра. Би сакал да ве прашам за платформата e-услуги, каде што може да се аплицира за широк спектар на документи од државните институции. При еден обид да се извади извод од
од матичната книга на умрени во електронска форма, се добива одговор дека е успешно аплицирано, меѓутоа дека документот може да се добие само на шалтер во хартиена форма. Воопшто не ја дава опцијата дека може да се подигне електронски. Сега, зборуваме за дигитализација, се уште го имаме елементот на хартиена форма. Зошто ова се случува? Претпоставувам дека станува збор за редиректирање од националниот портал за услуги, услуги.gov.mk до конкретниот портал на установата Управа за водење на матични книги. Го забележавме тоа затоа што таа сама ги публикуваше до сега услугите електронски. Во текст сме на промени за 4 услуги кои што ги нуди Управата за водење матични книги, изводот од матична книга на родени, венчани, умрени и слободна брачна состојба. Сите тие за многу скоро време, веќе сме во фаза на тестирање на услугите, ќе бидат пренесени на националниот портал за услуги и за секој од нив потврдата ќе биде добивана и електронски, ако имате можност да изберете да ја добиете на шалтер или да ви биде доставена по пошта. Постоела ваква пракса да определени услуги или користи за граѓаните или некои поволности се дават исклучиво во електронски формат за да полека се движи населението кон дигитализацијата и да ја прифаќа. Ние тоа го направивме со електронските ваучери за електронски уреди за студенти, каде што може да се аплицира исклучиво онлайн и ваучерот се добиваше во електронска форма, но не сакаме тоа да го направиме за сите граѓани одеднаш, затоа што и државата не е доволно подготвена да сите услуги ги нуди електронски. Кога државата ќе ја исполни својата одговорност да сите услуги ги нуди електронски во дигитален формат, тогаш можеме да го бараме да го прифаќаат и граѓаните. Се до тогаш сметам дека не смееме да заборавиме на тој јас кој што се формира, да некои граѓани немаат пристап, немаат знаење, немаат искуство во користење на дигитални алатки и не треба, според мене, не треба да ги обврземе да мораат да користат дигитални алатки. Имаме ли таква некоја друга институција во која што проблемот што го зборуваме дека се уште се издава во хартиена форма, а не во дигитална? Постојат неколку институции со кои граѓаните најчесто комуницираат, кои што се уште работат во комбиниран формат или пак исклучиво на хартија. Прво што можеме да се сетаме управата за јавни приходи, Царинската управа работи претежно електронски, но определени услуги ги нуди и во хартиена форма, катастарот за недвижности претежно електронски, но некои услуги се достапни исклучиво во хартиена форма, така што голем е бројот на институции кои што се уште работат на двата начини, а имаме институции за жал кои што исклучиво работат хартиено се уште. Кои се тие? Па по моите анализи, тоа се институции можеби кои што не нудат услуги на компании и граѓани кои што бараат дигитализација подинамично, би го спомнал секторот земјоделие, каде што претежно услугите се во хартиена форма. Можете ли да објасните што точно представуваше вашата изјава дека станува збор за техничка грешка која што доведе до одложување на роамингот со Европската унија и дали тоа е поврзано со домашните регулативи или пак во преговорите со Европската унија? Па можеби не сум бил доволно јасен. Техничка грешка се однесуваше на рокот кој што си го поставив како обврска на Министерството за дигитална трансформација за исполнување на домашната задача за акцијскиот план за роаминг како дома. За жал, сите клучни обврски ни беа оставени нерешени, иако дел од тие регулативи и директиви се однесуваат или биле донесени во 2016-та, 2018-та, 2020-та година, а најголема од нив беше Европскиот електрокомуникацијски код, така наречената директива код, која што била донесена во 2018-та година, една соопфатна директива која што ние првпат ја пресликавме во 2025-та година во новиот закон за електронски комуникации. Мојата забелешка беше дека до крајот на 2025-та ние ќе ги исполниме сите услови, но заради нивната сложеност имаме уште 4 дополнителни регулативи кои што треба да се усогласат. Еве го поместуваме рокот, тоа го кажав во едно телевизиско интервју и рокот ќе биде февруари 2026, да целата домашна задача што се однесува на роаминг како дома е исполнета од наша страна како држава. Тоа се уште помали измени на Законот за електронски комуникации и два подзаконски акти кои што најверојатно ќе треба да ги донесе Агенцијата за електронски комуникации, а не Министерството. И мислам дека до негде средината на февруари ќе бидеме готови со овие обврски. Вториот елемент, политичкиот, кој што исто така сметам дека е важен, е елемент на лобирање, елемент на создавање некој вид на позитивен притисок да ова прашање роаминг како дома биде актуализирано на ниво на Западен Балкан и сите три држави од регионот, Црна Гора, Албанија и Македонија, добијат можност, таа можност која што веќе ја добија Украина и Молдавија.
Конкретно за Албанија и Црна Гора се споменуваше период средината на јуни 2026 година, па сходно на тоа граѓаните во Македонија ги интересира дали можеме и ние да го фатиме тој временски рок или не може да се даде јавно ветување кога Македонија ќе ги почувствува тие бенефити. Не постои официјална изјава дека некоја од државите ќе биде изземено од овој пакет од 3 држави и дека ќе оди во роаминг како дома пред останатите, така што немаме официјален податок од Европската унија која држава кога или каков е планот временските рокови, каков е планот на страната на Европската унија. Како што кажав, освен исполнување на домашната задача која што ние според моето ветување ќе бидеме први од овие 3 држави кои што целосно ќе ја исполниме, вториот елемент е одлуката на Европската унија да ни дозволи пристап до роаминг како дома и тоа е одлука која што ќе носи Европската комисија заедно со европските телеком оператори. Се надам дека таа ќе биде позитивна за сите држави во текот на 2026 година. Тоа е последната информација која што имаме, дека во текот на 2026 година сите овие држави, доколку ќе исполнат своите критериуми, ќе им биде дадена шансата да бидат дел од овој процес. Како министерство го водевте и процесот за укинување на нелегални приредувачи на игри на среќа. Минатата година известивте, ако добро се сеќавам, негде околу 300 нелегални страници, кои што ги има можеби повеќе од 2000. Колку макотрапно оди тој процес? Гледаме деновиве соопштенија дека МВР сузбила некоја нелегална група, асоциациите за приредувачи на игри на среќа алармираат дека лажни приредувачи во нивно име организираат игри на среќа. Колку е тој процес колку е комплексен за да биде решен на можеби некој пократок рок? Овој процес е, јас го нареков колоквијално, процес на играње мачка и глушец, затоа што постојано се создаваат нови нелегални страници кои приредуваат на игри на среќа и ние постојано со помош на алатки ги откриваме кои се и ги забрануваме. И тоа е тековен процес во кој секој месец имаме нови 20 на 30 на страници кои што се откриени и тие се забрануваат. Мислам дека доста успешно го движиме процесот досега, затоа што најголем дел од големите приредувачи на игри на среќа, каде што 80-90% од играчите нелегално игри на среќа беа веќе забранети и сега овие се тековни кои што се појавуваат секојдневно и ќе го тераме овој процес се додека не се донесе нов закон за игри на среќа кој што е во подготовка, а кој што на некој посистемски начин ќе може да го регулира правото на добивање лиценца и правото на забранување или преку алгоритми и софтвери следење на паричните текови, затоа што најлесна забрана на нелегалните приредувачи на онлайн игри на среќа е преку запирање на нелегалните текови на средства. Знаете дека тие одат преку банкарски картички, кои што средства можат да бидат забранети, но тоа бара системски пристап во новиот закон за игри на среќа. Ова наше решение е палиативно, кое што се појавува кога веќе ќе се појави определен играч во дигиталниот простор и ние можеме тој да го забраниме, но како што кажав, ова е една тековна работа која што постојано ја извршуваме. Овој месец ќе имаме нови 37 забрани за нови 37 сајтови кои приредуваат нелегално игри на среќа. Во однос на Везилка, тоа е капитален проект за дигитална трансформација на Северна Македонија, преку кој државата стана дел од европската мрежа на центри за вештачка интелигенција. Кога можеме да ги очекуваме првите резултати од овој проект? Имаше некакви најави за напролет? Се движи времето. Според информациите кои што ги имаме носителот на проектот, а тоа е ФИНКИ, Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство, и УКИМ како секако носител. Информациите се дека се пред подпишување на договорот со Европската комисија за отпочнување на проектот. Ние обезбедивме предфинансирање за може да го истерат овој прв дел од проектот во износ од отприлика околу 10 милиони денари кон крајот на минатата година. И во очекување сме да штом подпишат веќе започнеме со подготвителни активности кои што значат обезбедување на регистар кој ќе биде корпусот на литература која што треба да биде дигитализирана, истата да биде сместена на нивните машини, а тие машини претходно да бидат обезбедени и софтверски и хардверски, така што очекувам дека во наредниот период веќе ќе видиме по зголемена динамика, затоа што договарањето е помеѓу партнерот, односно ФИНКИ и Европската комисија.
Што конкретно треба како резултат? Иве малце поопипливо да им го објасниме на граѓаните, треба да донесе веза. Па нешто што прво треба да се очекува е голем јазичен модел на македонски јазик во текот на 2026 година, кој што ќе биде автохтон македонски, кој што ќе има македонска историја, контекст, ако сакате и филозофија, идентитетски обележја и јазички, и синтаксички, семантички ќе одговара на македонскиот литературен јазик, историја и граматика. И тоа значи дека ќе можете и странските провајдери на вештачка интелигенција да се повикуваат на овој отворен јазичен модел на македонски јазик. Тоа е најкапиталното нешто што треба да се случи од овој проект, а потоа неговото искористување ќе биде во 5 сектори кои што ги детерминираше и нашата национална развојна стратегија и стратегијата за развој на ИКТ сферата, така што тука ќе имаме негова имплементација во пракса и во бизнис секторот, и во јавната администрација, земјоделието, енергетиката, здравството, така што неколку различни сектори, но клучниот елемент е дигитализација на македонскиот јазичен корпус. Во однос на политиката, по конгресот на владеачката ВМРО-ДПМН, премиерот Христијан Мицкоски најави реконструкција на владата. Кога таа може да се очекува и дали конкретно реконструкцијата може да ве упати и вас? Па да почнам од почетокот на вашето прашање. Во смисла на временските рокови очекувам да прво се формираат органите и телата на ВМРО-ДПМН после конгресот. Сигурно знаете дека ВМРО-ДПМН избра председател за 4 години и тој председател сега има право и должност да номинира генерален секретар, членови на извршниот комитет, а потоа формирање на централниот комитет и општинските комитети. Ова е значајно затоа што на тој начин се исцртуваат политичките контури за наредните 2 години. Мандатот на овие тела и органи се 2 години и очекувам да по завршување на тој процес председателот на владата како мандатар направи определени измени доколку смета и на владиниот кабинет. Што се однесува до мојата позиција, јас зборував за амбициозна агенда на почетокот на доаѓањето во ова ново министерство кое што претходно не постоеше. Голем дел од таа агенда која што ми беше зацртана за овие 2 години е исполнета и тоа ме храбри да зачекорам уште посериозно во периодот кој што следи да реализирам уште проекти за граѓаните, па да можеме да зборуваме за нови услуги, за употреба на вештачка интелигенција во пракса, за поддршка на бизнис секторот, за нова инфраструктура, за сајбер безбедност и се надам дека во наредниот период ќе успеам тоа да го реализирам. Што се однесува до личното мој став за мојата позиција, оставам на председателот на владата да одлучи каде најдобро можам да ги искористам моите капацитети, ако тоа биде во ова министерство во ред, доколку смета дека не сум исполнил својата задача, тогаш јас сум подготвен за промени. Дали за ВМРО-ДПМН се опција предвремени парламентарни избори? Често сме го зборувале тоа, ние гледаме дека треба да има избори во 2028 година, заради структурата на буџетот, заради процесот на реформи кои што се случуваат во општеството, сметаме дека е најдобро владата да го истера целосно својот мандат, за да можеме да крајот на 4 години да кажеме ова е она што го ветивме во програмата, ова е она што го испорачавме со нашите можности, тука може би потврливме, тука бевме подобри и застануваме пред граѓаните да тие го кажат својот став. Се измеѓу би било пресекување на проектите, а со техничката влада и преголемо одолговлекување на некои процеси, а сметам дека бизнисот не треба да трпи и да чека да влегуваме секоја година во избори. Ние, впрочем, во изминатите години, освен 2023 година, постојано сме во некаков изборен или референдумски циклус последниве 7 или 8 години, што значи целосна стагнација на општеството, така што реално досега и немаме влада која што го истерала 4 годишен мандат. Одамна немало влада која што истерала 4 годишен мандат, ако не ја сметам владата 24-та која што беше време на 2 технички влади, одолговлекување на техничката влада и така натаму, така што мислам дека е време за цел изборен циклус, но секогаш како политичка партија која што освои толку многу мандати на парламентарните избори и огромна победа, убедлива историска победа на локалните избори, ние сме подготвени за избори доколку сите политички чинители сметаат дека се потребни избори. Министре, благодарам за интервјуто. Благодарам на можноста. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.